На 7 ноември во ГТЦ се отвори првото кафуле во кое што гостите ги послужуваат лица со попреченост. Кафулето Амбрела всушност е вистинско освежување во градот, токму заради овој подвиг, односно оваа идеја, со која што реши да ги вклучи лицата со попреченост во општеството. Екипата на Репортер овој пат во кафулето Амбрела, а моје друштво за денеска е Маријан Петров, собственикот на Амбрела. Маријан, здраво. Здраво. Ти благодарам што ја прифати поканата да дојдеме и да снимаме и да раскажеме оваа убава приказна која што решивте да му ја наметнете на градот. Од каде идејата да отворите кафуле во кое што ќе ги вработите лицата со попреченост? Па јас не би рекол дека ова е идеја. Ова е нешто што е видено, ова е нешто што го има во светот, го има во Европа, го има ете и на Балканот, го има во Љубљана, во Загреб го има. Така да повеќе можам да кажам дека е нешто што созреало во моментов да се отвори и кај нас. Јас го разговарав со неколку мои колешки поранешни од факултетот, филозофски факултет. Се сложивме дека е одлично да се направи, одличен потек и така на некој начин заеднички го направивме со нивна помош. Колку лица со попреченост се? Во моментов кај нас има 10 лица со попреченост или 11 во моментов се, да. Значи од кои 3 од лицата се во редовен работен однос, а другите во моментов се водат како на обука. После завршувањето на обуката, најголем дел од нив ќе бидат вработени. За каква попреченост станува збор поточно? Имаме лица со различна попреченост. Значи има и со интелектуална, и со физичка, со комбинирана попреченост. Воглавном тоа се лица со лесна и со умерена попреченост. Зошто се решивте токму за ова градско кафуле, баш кој што е во центарот на Скопје? Претпоставувам дека и тука има некоја приказна. Јас инсистирав да биде тоа во центарот во градот, да биде на место каде што навистина луѓето ќе може да го видат. Затоа што ако беше некаде во периферијата на градот, тоа пак ќе беше, како да го кажам, на страна некаде. За газдата. Ти благодарам на тоа. Од таа причина решивме тука да го отвориме, во центарот на градот, каде што е пешачка зона, каде што така ќе има поголема посетеност и така. Како реагираат вработените со попреченост кога им кажавте дека ќе почнат да работат тука? Нашите вработени? И вашите вработени, меѓутоа и лицата кои што ги вработивте. Пошто овој концепт така беше замислен, нели? Ние пред тоа не работевме, значи го отворивме наменски за оваа работа. Практично сите лица од останатите колеги кои што се без попреченост беа запознаени дека со какви луѓе ќе работат, какви колеги ќе имаат. Тоа им беше представено од почетокот. Тие го прифатија најнормално тоа. Значи овде е одлична атмосферата за работа. Соработуваат, се дружиме баш така. Најнормално е. Поентата ни е луѓето со попреченост да не ги третираме така. Значи тоа е и целта на овој проект, ајде да го кажам, на оваа замисла. Целта е да тие бидат прифатени како најнормални луѓе, значи тие и се нормални луѓе. Они имаат некаква попреченост, но на крајот на денот ништо не е идеално во овој свет. Не сме и ние идеални, сите имаме некаква аномалија. Така да, ако некој има мала физичка попреченост или тоа може да се надополни со нешто друго. Ако им се пружи на нив шанса, значи они можат сосема нормално да се вклопат во средината, да бидат дел од ова општество, така да нема никаков проблем. Кога дојдовме овдека во кафулево и пред да почнеме да снимаме, бевме пријатно изненадени затоа што кафулето беше навистина полно. Како реагираат гостите? Еве, оние кои знаат или оние кои не знаат? На моје, да кажем, пријатно изненадување, гостите реагираат најнормално. Практично побрзо од она што ја очекував. Не прифатија луѓето побрзо од тоа што очекувавме. Значи, со никаков гест не оддаваат дека се дојдени на некакво посебно место, па некако посебно да се однесуваат. Значи, се си е тоа најнормално. Најнормално си нарачуваат пијачка, послужени се,
и така, на некој начин се е во граници на нормално. Сте имале ли до сега некоја ситуација, да кажеме, непријатна, да се врати некој од врата, да изреагира поинаку? Видите, тоа непријатни ситуации секојдневно се случуваат секаде, не мора да е на ова место. Не знам, може би еднаш или два пати сум приметил луѓе да дојдат, да видат дека нешто овде не е според нивните очекувања и да се вратат. Но сметам дека не обвинувам никого за тоа. Значи, кај нас постојат стереотипи и тие треба да се намалат. Тоа е и поентата на отварањето на овакво место. Значи, поентата е да со еден добар пример да ги охрабриме на некој начин и другите компании, да тоа не мора да биде ресторан. Значи, овие лица гарантирам дека можат да работат било каде, во било каква продавница, во самопослуга, на многу работни позиции можат да работат. И покрај тоа што имаат одредени попречености. Треба да им се пружи само шанса и они совршено ќе се вклопат. Дури и ќе бидат подобри работници, можем да кажем. Лицата со посебни потреби, рековте 11 кои што работат во вашето кафуле, дали пред да почнат да работат посетуваа некаква обука или како одеше целиот тој процес на... Многу ни помогна Филозофски факултет како институција, со нивни кадри вршија обука, вршија оние комуникацијски вештини и после тоа помина и друга обука во смисол на однесување со гостите, на носење на како се носат пијалоци, како се послужуваат и така натаму. Ја како што кажав, и сега имаме луѓе. Ете, од вчера имаме, тоест од завчера 5 нови луѓе имаме, што почна. И сега и нормално, и на нив ќе им треба време малце да влезат во што сама. Тоа било кој да дојде на работа од прв ден, ќе му треба време малце да влезе во што. Така да многу брзо учат, послушни се, си работат работата што треба. Јас сум презадоволен од него. Со оглед на тоа дека се лица со посебни потреби, сакаме да ги вклучиме во општеството и да не гледаме со предрасуди. Еве како собственик на кафулето, колку понаклонето се однесувате кон овие лица во однос на вработените кои што се без попреченост? Така, значи тоа го кажав и преска. Се трудиме да не ги третираме, еве вие употребивте термин со посебни потреби. Јас не се сложувам со тоа. Сите луѓе имаме исти потреби. Значи сите сакаме да се смееме, да се дружиме, да пиеме, да јадеме, да имаме другари и да бидеме прифатени и почитувани од средината кај што живееме. Тоа го сакаат и они, така да нивните потреби се идентични со нашите. Кога станува збор за тоа како се однесуваме ние кон нив, или јас или предпоставениот тука што е. Значи идентично како према сите. Тоа е и поентата. Доколку сега имаме лице со интелектуална попреченост и доколку треба некоја одредена работа на малце по друг начин да му биде кажана или представена, така му се представува. И друга работа сакам да ви кажам, значи идејата за овој концепт не беше класична економска. Значи тука не е во прв план оној економски дел да ние сега тука работиме да правиме журки, забави. Баш како што кажав, ова е повеќе како добар пример да кажам, да едноставно да работиме на тоа, да работиме на подобро општество, да работиме на намалување на стереотипите што ги имаат луѓето развиени затоа што вие денес во ова време имате луѓе што мислат на пример дека Даунов синдром е заразна болест. Значи се собираат родители, одат во школа, се бунат да го избркаат детето од училиште. Или мајки во парк не му даваат на децата да се играат со такво детенце. Значи до таму идеме. Тоа во светот е веќе многу одамна надмината работа. Значи вие во светот ќе најдете на многу места каде што работат овакви луѓе и тоа е најнормално. Сите се најнормално прифатени. Дури никој не ги гледа дека имаат некаква попреченост. За жал кај нас уште треба да се работи на тоа, но ете да почнеме од некаде. Видите, да почнеме од некаде. Во колку смени работат лицата со попреченост? Работното време имате ли журки во кафулето? Значи, ова е предвидено да биде ресторан и за многу кратко време ќе почнеме да служиме храна. Работното време почнува наутро од 9 и навечер до 9 работат они.
Ние сме регистрирани да работиме до 12, но не работиме до толку касно, доколку има гости, остануваме и ги причекуваме гостите да се допијат, нели, да си доправат муавет кафето, да си го испијат. Во принцип 10 и пол затвараме. Но конкретно лицата со попреченост работат до 9. Нивното работно време е од 9 до 6, до 3 е првата смена и втората смена е од 3 до 9. Значи по 6 часи работа. Со оглед на тоа што во законот наш лицата со попреченост не смеат да наплаќаат, како одат кај вас работите кои ќе... Еве, концептот е оваков. Значи има во секоја смена двајца луѓе што се без попреченост, кои што ги примаат нарачките и го вршат наплаќањето. А од другиве лица што се со попреченост, значи они ги доставуваат нарачките, ги собираат празните чаши, пепелјарите ги менуваат и така натаму. Помагаат во шанк за тие по закон не можат да бидат носители на функција, значи они можат само како помошници да работат. Така сега за кратко време кога ќе активираме кујната, ќе има таму помошник готвач, ќе има помошник во шанк и луѓе што ќе помагаат овде на конобарите. Сосема за крај сакам да ве прашам колку сметате дека со ова кое што вие го направивте ќе бидете пример на останатите кафулиња, ресторани во градов и колку тоа би допринело на вистина да ги вклучиме лицата со попреченост во општеството? Па мислам дека ќе бидеме како добар пример, затоа што непосредно по отворањето на нашиот локал искочи еден друг кафе бар во градот што исто прими детенце со Даунов синдром, мислам, и тоа беше одлично. Мене лично ми се имаат веќе јавено неколку луѓе што ме прашале каква е процедурата за изнаоѓање на овакви лица. И сега јас само би сакал да апелирам луѓето да не го користат тоа за маркетинг. Затоа што тоа е нехумано и невкусно. Добро е да се заангажираат, но да ја почнат постапката и процедурата како што е редно. Значи треба да се отидат до агенција за вработување, да се пријават, од таму треба да се направи мапирање на лица, да се изнајдат лица што се баратали за работа и така натаму. Се има процедура, но тоа секако не е објавување оглас на Facebook дека бараме да ни се јават лица со попреченост. Така. Тоа е според мене некоректно и лош маркетинг. Благодарам на разговор. Те благодарам и јас.